Почитуван декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, професор доктор Вјекослав Танасковиќ. Почитуван директор на Канцеларијата за општа развој на USAID во Република Македонија, господин Едвард Гонзалес. Почитувани представници на коморите, на федерациите, на здруженијата, на бизнис секторот, почитувани професори и студенти, почитувани присутни, денешниот настан насловен како советодавните служби и услуги во земјоделството, со посебен акцент на новиот предлог нацрт закон за советодавни услуги, е дел од јавните дебати кои што ги спроведуваме во насока на ефикасна имплементација на сите овие закони кои што во овој период ги отворивме и планираме да се носат во следниот период. Целта е да ги информираме сите засегнати страни, тие што се денес присутни, но и сите останати чинители во системот на советодавните услуги во секторот земјоделство, за предлог законската регулатива од областа на советодавните услуги, од кој што крајно бенефит треба да има целиот земјоделски и агросектор и земјоделците. Посебен фокус секако дека ставаме ќе биде ставен на агенцијата и на зголемувањето на капацитетот и посветеноста на агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството, како и на сите други микро, мали и средни предпријатија од областа на земјоделството, преработувачката индустрија, а кои што се соочуваат со потешкоти во користењето на услугите, односно во користењето на советодавните услуги поради тешкоти во имплементацијата на законите, на подзаконските акти и нашата свесност за начинот на кој што треба да работи. Почитувани во насока на зголемување на конкурентност. Поголемиот број на земјоделски стопанства треба да преминат преку процес на реструктурирање и модернизација, зголемување на производствениот капацитет и примена на подобрени агротехнички постапки со кои што се зголемуваат приходите. Од таа цел ова влада и ние нема да отстапи. Во овој контекст земјоделците се соочуваат со нови зголемени потреби за советодавна поддршка за која што ние имаме обврска да одговориме. Тие се соочуваат со потреби за советодавна поддршка за начините на управување со ризик поради се поголемото влијание на климатските промени кои што ни се случуваат, како и поради обврската за исполнувањето на строгите барања од пакетот од кој што исто така нема да отстапиме, а тоа е пакетот на вкрстена сообразност, кој се вклучително и наша обврска во евроатлантскиот, интегративниот процес кој што ни следува во овој период. Од квалитетот на токму оваа обезбедена советодавна поддршка на земјоделците во овој процес во голема мера зависи успешноста на предвидените реформи и оваа поддршка за реконструирање на стопанствата, како и за зголемување на конкурентноста на целокупниот сектор. Сегашното функционирање на државно финансираните советодавни услуги во Република Македонија, ќе повторам, воопшто не е на задоволително ниво, според обемот, квалитетот и според проблемите на земјоделскиот сектор. Потребата од реформи очигледно е неопходна. Во моментов овие советодавни услуги воглавно се обезбедуваат единствено и само преку Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството, како јавен двигател на советодавните услуги со директно посетени не повеќе од 700 земјоделски стопанства годишно. Ова недоволно кореспондира со бројот на околу 100.000 корисници на државната поддршка и околу 30 до 40.000 стопанства кои според анализите имаат посериозен развоен капацитет и оттука се дефинирани како особен таргет на политиките. Ние сме обврзани и како држава, и како влада, и како институции да обезбедиме комплетна советодавна поддршка на сите засегнати страни, не само на ограничен број на земјоделски стопанства. Поради тоа што тоа не го правиме во моментот, имаме обврска која што една, сакам да потенцирам, од клучните за која што не сакам ни да дискутирам. Дека нов закон мора да се носи и дека мора да сме свесни за сите овие проблеми и мора да научиме да се реформираме и реорганизираме. Во обезбедувањето на услугите отсуствува директна и формална врска која што гарантира, која што ќе генерира усогласеност на дадените услуги со целите на земјоделската политика, како и со знаењето и иновациите креирани во научно-истражувачките центри во државата. Сите сме свесни дека воопшто таа врска не постои. Со донесувањето на новиот закон за советодавни системи, кој што наскоро, откако ќе завршат јавните дебати и дискусии, ќе влезе во владина и собраниска процедура, ќе се воспостави ефикасен советодавен систем во земјоделството, односно ќе биде основа да се создаде нов земјоделски советодавен систем.
Овој систем треба да овозможи зголемување на опфатот на корисниците на советодавни услуги, како што кажав, финансирани од страна на државата. Подобрување на квалитетот на обезбедените услуги, зголемена работа на терен, како и целосно согласеност на советодавните активности со приоритетите и целите на земјоделската политика, уште повеќе со заедничката земјоделска политика на Европската унија. Како резултат на процесите кои што оваа година имаме обврска сите да ги отвориме и да се движиме кон нив. Како резултат од функционирање на системот воспоставен со законот, советодавните услуги треба да бидат достапни до неголемиот број на сите оние предприемчливи, развојно ориентирани земјоделци, без никаков исклучок. Квалитетот на обезбедените советодавни услуги треба да биде сосема подобрен, а понудата усогласена согласно потребите за развојот на секторот за зајакнување на неговата конкурентност. Главните начала на самиот систем кој што се предлага и кој што мора да се донесе се плурализам во обезбедувањето на советодавните услуги финансирани од државата со целосно вклучување не само на државно финансираните и не само на една агенција, туку на сите оние заинтересирани приватни даватели кои што ќе се сертифицираат за давање на услуги во земјоделскиот советодавен сектор, за кој што ќе биде обезбедена и поддршка при нивното формирање, како и пристап базиран на избор на даватели на услуги од страна на самите корисници, чија што реализација ќе биде аргументирана со докази и податоци. Почитувани, квалитетните и навремените советодавни услуги за земјоделците се една од клучните алки во процесот на создавањето на модерното земјоделство усогласено со европските регулативи. Се друго може да правиме, ама сите треба да знаат дека ова ќе биде еден од клучните приоритети на владата, од кој што отстапки нема ни да има. Ова е повеќе од важно сега во период кога владата интензивно работи на заврзување на евроинтеграцијскиот процес и на трасирањето на патот кон Европската унија. Очекувам дека од денешната, дека од сите дискусии и јавни дебати ќе произлезат квалитетни предлози во делот на подобрувањето на законската регулатива, кои што ефикасно ќе може да се спроведат во пракса. Затоа ќе потенцирам на крајот. 12 месеци еден од клучните приоритети мој и на Министерството беше да се креира и да се понуди нацрт закон за советодавни услуги. Затоа што најмногу знам колку проблеми имат земјоделците и колку тоа не се работи со земјоделците и колку не се посетуваат и колку не се неинформирани во овој дел и колку државата нема капацитет само преку 70 или 100 или не знам колку советници тоа да го направи. Ако немаме капацитет, имаме света обврска, овој период да направиме се што можеме на секој можен начин да создадеме нов, сосема ефикасен земјоделски систем. Нема да се откажам по ниту една цена од носење на нов закон и креирање на нов систем. Нема да прифатам никакви разговори и други дискусии, заради тоа што немаме ефикасен систем. Без ефикасен систем советодавен нема што тогаш да си даваме сите оставки да сидеме по дома. Жабе постоиме и како институции, и како комори, и како федерации, и како сите други организирани облици на делување. Може се друго да работиме, и на откуп, и на пласман, и на политики на субвенционирање, и на ИПАРТ, и на се, ама ако не направиме советодавен систем, тоа секи ни падне во втор план. Насекаде каде што бевме во целиот овој период ни сите меѓународни посети, вклучително добиваме и поддршка за оваа работа. Ги гледаме и системите, и праксите, и искуствата на земјите од регионот, но и пошироко. И навистина сме многу назад и јас навистина сум згрозен од тоа што сме ставени во овој дел со едни минимални капацитети да очекуваме само од една институција. Ја ценам се што се прави од страна на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, ама тоа не може да го направиме во овој момент, не е доволно, не соодветствува на потребите на она што се сите други политики кои што ги имаме зацртано во последниот период. Мораме да обезбедиме силна, зголемена, секојдневна работа на терен. Секој еден што работи во овој дел, секој ден треба не да седи во канцеларијата, туку да биде на терен со луѓето, ама јас не ја гледам таа иницијативност
која што сметам дека треба да ги задоволи нашите стандарди и критериуми, и затоа сметам дека цврсто е моментот сега за потребата од носење на еден сосема нов систем. Сметам дека сите вие тука како активни чинители, после овие напори кои што беа направени за да дојдеме до тука, ќе дадете силен, значаен придонес во подобрувањето и на законската регулатива која што ќе следи, и во делот на подзаконски акти, и како тоа да донесеме закон и политики кои што навистина ќе може да ги имплементираме на терен, да ги обезбедиме сите потребни услуги за земјоделците, да навистина ги добијат информациите, навистина да се посветиме на едукација на земјоделците, заради тоа што џабени се сите други политики ако не се посветиме токму во делот на едукацијата, на нивната информираност за сите нивни потреби, се со цел да се движиме кон еден модерен и конкурентен агроекономски сектор. Затоа сакам и на овој начин само да ја пратам пораката дека за владата и за министерството, покрај другите закони кои што ни се во процедура, покрај измените на законите кои што ги правиме паралелно во текот на летото, покрај другите реформи кои што ги започнуваме и во водостопанство и во шумарство, законот за фитофармација и многу други на кои што се фокусираме, сметам дека на врвот како топ приоритет не е законот за советодавните служби, и затоа сметам дека сите вие ќе дадете значен придонес како посебно запознаени во целиот овој дел и представниците на Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, и професорите, и коморите, и здруженијата. Благодарам на поддршката која што ја побаравме од USAID, која што безрезервно ја добивме во овој дел. Благодарам на сите други меѓународни пријатели со кои што разговаравме за важноста на овој закон и најдовме на поддршка. И затоа сакам да го потенцирам и влогот и трудот кој што е вложен во овој дел во овие повеќе месеци или една година, за да го истакнеме како врвен приоритет целиот овој систем, и да заедно со вашиот придонес, со меѓународните искуства, со сите други компаративни пракси кои што ги имаме, навистина во 2019 веќе да градиме сосема нов систем, а до тогаш да имаме донесено нов закон. Благодарам и очекувам целосна поддршка во целиот овој процес на реформи кои што следуваат. Благодарам.